Секој од политичките субјекти кои што беа присутни покажа високо разбирање за ситуацијата, понудија можност се што ќе биде како предлози од нивна страна да ги достават до кризниот штаб. Ние редовно земавме обврска да ги информираме секој од политичките партии, посебно со официјалните информации за случувањата и така натаму. Но така за сега нема разговор за одлагање. Така да разговаравме околу почитувањето на мерките на владата што се однесуваат до субирите. Ситуацијата е за сега стабилна. Никој не може да предвиди, како што не можеше да предвиди ниту во другите држави, како и може да се развива и кој би бил интензитетот на развојот на состојбата. Тоа ќе зависи од многу фактори. Ако зборувам од многу фактори, значи од сите нас, бидејќи ниту институциите, ниту пак поединци, ниту министерства се тие кои што можат да застанат на патот на ова, би рекол, криза. Едноставно сите ние, и граѓаните, и медиумите, и стручните лица, сите заедно можеме да се справиме со Овој ваш одговор остава простор дека сепак во еден момент може да се отвори прашањето за евентуално одлагање на изборите, или ајде, поинаку поставено истото прашање дека сепак нема да одите по секоја цена на 12 април да има избори. Сега тоа не е одлука што ќе зависи директно од вас, но и од вас ќе зависи. Јас кога укажувам дека здравјето и животот на граѓаните се најважни и тоа е општа констатација на сите, јас не гледам кој е тој политички интерес поважен од еден човек. Јас не гледам дека интересот на една политичка партија, на еден човек, на една структура и така натаму може да биде поважна отколку живот на еден човек, на едно дете во државата. И затоа треба проценките и одлуките кои што ќе се носат во иднина, се носат врз база на податоци, на информации, на предпоставки на тоа што може да ни се случи во иднина, зависно од развојот на настаните. Затоа сега рековме дека разговараме за тоа што е потребно да се разговара. Односно, како да се ограничат собирите, како да се преземат алтернативни мерки за да можеме, односно да можат политичките субјекти да водат предизборна кампања, меѓутоа сите сили, сите средства, сите институции ги насочуваме кон справувањето со овој притиск. Правите ли проценки, размислувате ли за дилемата дури ако состојбата остане на ова ниво, каков би бил ефектот врз излезноста на изборите? Видите, сите тие аспекти се анализираат и на основа на таквите анализи ќе се носат одлуките. Меѓутоа, затоа рековме дека овој состанок не е состанок кој што се одржал еднаш и не може да се одржи нов состанок, како и што владата заседава постојано. Во секој момент можеме да се собереме, да носиме важни Дали некој субјект го отвори прашањето за одлагање на изборите вчера? Вчера разговаравме исклучиво за спроведување на мерките на владата. Ниту еден да разговараше за било што друго.